После тоа веќе не може да стопират едноставно. Вториот ден, после реакцијата на полицијата, која се појави пред тие луѓе, мислам, се случи нешто што не можам веројатно цел живот да го заборам. Кога реков, абре луѓе за вас ќе ме затворат, рекоа, ние ќе те браниме. Тоа мислам дека покажа. Добро, али мораш да признаеш дека полицијата многу коректно се однесуваше гориме глобално. Да, па да бидам прецизен. Врвот на полицијата кој што е политички, нели, вграден во системот, секако дека имаше полицајци кои што доаѓа и ни се колнеа дека ако треба и своите жени и деца ќе ги стават до нас и ако треба ќе почнат битка, мислам, не знам каква. Ние имавме, нели, демократско алтернативна битка тие денови и немаше потреба такво нешто, меѓутоа полицијата која сметам, нели, на основата што е на пирамидата во МВР, знаеме дека беше со нас. Знаеме колку многу не мора да значи дека била со вас, но не правеше пречки, освен во еден момент со шатор да се сложиме до него. Сега, како дојде да се приклучат Унијава, не односно, како се вика средношколци? Унија на средношколци? Така, од една Унија, друга Унија. Па унијата на средношколци непланирано се вклучи, ние кога доаѓавме овдека еден ден пред... факс ми донесоа. Мене да го објавиме дека тие го подржуваат протестот. Ја те прашам што е ова. Јас не знаев што е тоа. Да не е некоја провокација, бидејќи ја не знам дека постои Унија на средношколци. Јас не знам. Тогаш прв пат кога се качувавме по скалите тука, Владка го донесе писмото, да. И тогаш прв пат и ние видовме дека ете, таа Унија на средношколци свесно и совесно на своите членови да реагираат на тоа што ние го бараме. Ти тогаш рече една работа дека сегашните средношколци, бидејќи се повеќе до 4-та година, многу брзо ќе станат студенти, па ќе ги почувствуваат последиците. Еве се стана студенти и ги почувствуваат последиците. Па сигурно ги чувствуваат, мислам, тие што се запишале на педагошки факултет, ти ги чувствуваат. И не само таму, тоа ми беше муаветот на целиот универзитет. Имаше една координација помеѓу вас и тогашното раководство на, односно и сегашното раководство на универзитетот, гледано на Сенатот и ректоратот, кој се обиде на почетокот да ви помогне во тоа усмерување, потоа се разидовте и денес доживеавме да Министерството за образование го порази универзитетот, практично да го понижи, да му формира факултет паралелен. Мене таа работа воопшто... Со отварање можност дека може која сака да го направи. Да. Ето тоа воопшто не ми е јасно. Сега, да не биде дека премногу пати го повторувам уставот, меѓутоа уставот го разбирам како првичниот основниот акт на кој што се формира една држава или кој што е валоризира вредноста на државата, прв акт. Во држава? Да, државата. И таму пишува дека универзитетот има своја автономија. Да, но ако ви ја земат зградата, колите, дворот, наставните помагали и така натаму, универзитетот представува на крај само група луѓе на една ледина. Па веројатно и собственик не е очигледно на имотот, универзитетот. Веројатно и така, и веројатно тоа е грешка. Веројатно би требало и собственик на имотот да биде универзитетот за да има своја независност. Но ете, работите во оваа држава така. И некој се сведува универзитетот на патувачка актерска група, која треба да ги собере куферите од едно место на друго, на трето. Да се пресели во друга зграда. Еве, јас сакам едно нешто пред да заборавам. Зборевме, нели, сега тие средношколци дека стана студенти. Да, дел од нив. И дека ги осетат оние работи кои што ги кажувавме тогаш. Тие тогаш ги чувствува. Едно од барањата, ако се сеќавате, беше да се укинат квотите. А минатата година квотите беа 10%. Оваа година се 34%. Така, беше барање да се донесе закон за високо образование. Да, тоа и да не генерално барање. Ветено беше од сите можни инстанции. Тоа е веќе срамно да се споменува. Нема закон за високо образование. Да, тоа беше точката на која се најдовте со раководството на универзитетот и јас се сеќавам на известни луѓе кои доаѓа да праќаат абери од Министерството и од владата, ви рекоа Софија Тодорова само што не е сменета, не се секирате, да почнете да се разидувате и законот и подготовка. Тоа беше со денови збор. Така беше. Така беше, дојде и го кажа тоа.
Меѓутоа не се случи да се донесе закон за високо образование и предпоставам дека и нема да се случи. Барем не до изборите. Нема да се случи. Понатака, кој знае што ќе биде? Затоа што не знаат сега како да го метнат законот за употреба на езиците на националностите. Зашто би важело тоа? Да речеме, еве оваа година кога нели заканата за формирање на нов педагошки факултет, намерно или ненамерно, свесно или несвесно, да речеме, портпаролот на владата направи едно големо разидување. Можеме ли вие тоа... од нашата режија да добиеме вака снимки од време на време да знаат луѓе да офатат амбиентот за кој збореме? Извини, Милијана. Најде на разидување со тоа што го велеше Министерството и тоа што го демек одлучила владата. Вели тоа ќе биде педагошки факултет под терк на постоечкиот, со што ќе образува кадар нели за основно и средно образование. Так. Педагошкиот факултет никогаш досега и педагошката академија никогаш досега во својот живот не образувала кадар за средно образование. Педагошкиот факултет сега образува кадар за нижо основно и предучилишно образование. Што значи има намера, очигледна мислам намера да формираат еден нов, да речеме, наставнички мини албански универзитет. Мислам, тоа е... Што разговаравте тоа со деканот Петров, вака? Како беше нивото на подршка? Вака, деканот Петров, кого навистина го ценам, човек, докажан педагог, кој се најде во нели канџите на власта, сакајќи да направи нешто и да го нели издигне педагошкиот факултет под теркот на европските и светски нели факултети, најде на судир со, да речем,